Македонија презентирана во еден од најтиражните и најпознати магазини во светот. Станува збор за магазинот Вог, каде нашата земја е во фокусот на гастрономските приказни. Како што многумина милуваат да го наречат овој магазин модна библија, нашата земја беше представена како посакувана дестинација за сите гурмани. Во тоа им помогна фотографот Јане Јосифовски, како и коментари од неколку сопственици на ресторани и хотели, а авторката на текстот, Клер Волкман, се обиде да ја долови гурманската душа на Македонија на следниот начин. Македонија е земја за која што сте слушнале успат, едно од оние места на Балканот кои некогаш беа дел од Југославија, земја која често е занемарена и заобиколена за сметка на попривлечни земји на блескавото крајбрежје, како Хрватска и Црна Гора. Тоа е место кое поголемиот дел од својот живот е заглавено меѓу земји во војна, Србија и Косово, кои им отежнува на посетителите од Запад да му дадат шанса. Луѓето се едни од најгостопримливите. Каде и да одите, секое јадење е приготвено со страст и љубов. И не е само тоа, фокусот е целосно на квалитетот, што значи дека се е направено од нула, без адитиви и презервативи на кои сме навикнати со храната на Запад, пишува Волкман. Иако во статијата фокусот беше традиционалната македонска кујна, истата доби стотици коментари кои се однесуваат на политиката помеѓу Грција и Македонија. Десетици грци се категорични дека Вог направи огромна грешка што не представи под името Македонија, а не како фиром. Една од коментарите кои осамна на социјалните мрежи гласи вака: Вог можеби треба да ги едуцира своите писатели. Очигледно се збунети. Македонија е во Грција. Вие зборувате за фиром Скопје Вардарска. Ова е коментар напишан од еден читател на сајтот на Вог. Но во коментарите се вклучува и повеќето македонци. Ох, Вог, те сакам. Благодарам што ја состави оваа неверојатна сторија за мојата прекрасна земја, напишала Илина Пеоска. Браво, Вог, многу интересно и вистинито за Македонија. Оставете го она што го велат грците со испрани мозоци, да живее македонската храна и македонците, пишува Стреван Аврамов. Ниту оваа статија не помина без политичка позадина, но како велат, оној кој пробал македонска кујна знае најдобро.